На неодамнешниот надпревар Red Bull One Breakdance во Њујорк, машки и женски надпреварувачи од цел свет се бореа за највисоко место во спортот, што наскоро ќе биде дел од Олимпијадата 2024 година. Корените на брейкденс водат до внатрешните градови на Америка во 1970-тите и 80-тите години, кога типично афроамерикански и латиноамерикански мажи се надпреварувале на улиците за доминација. Американскиот танц доаѓа од овде. Кога ќе почнете да го разбирате брейкденсот и неговата историја, ќе дознаете дека потекнува од сиромашните заедници во Бронкс, каде децата немале многу. Тие го користеле овој танц како начин да се изразат себе си, така што кога патувате низ светот, гледате дека навистина им дал видливост. Овој машки доминиран танц прераснал во спорт за сите родови. Од 2018 година надпреварот Red Bull вклучи посебна категорија за жени кои се покажа како многу амбициозни. Сани Чој, 34 години, е моментална шампионка во брейкденс во Северна Америка и неодамна учествуваше во годинешниот надпревар. Од секога жените се бореле за своето место во заедницата и сега многу од нив се дел од надпреварот. Генерално е поздраво за заедницата и има поголема родова еднаквост. Среде подготовките за Олимпијадата 2024 година, моменталната генерација жени во брейкденсот е свесна за одговорноста и притисокот со кој ќе треба да се соочи во Париз. Being the first women in the Olympics. Тоа што ќе бидеме први жени на Олимпијадата ќе значи многу за девојчињата што ќе гледаат. На нас останува да се застапуваме, бидејќи ова се случува прв пат. За Чој, брейкденсот може да му помогне на општеството да ги разбере родовите улоги подобро. Навистина значи многу да видите силни жени кои прават прекрасни работи. Тоа е добро чувство. Сани и другите надпреварувачки се сигурни дека на Олимпијадата ќе можат да инспирираат идни генерации, девојчиња во брейкденс.